Високата цена на нафтата ќе ги поскапе ѓубривата. Земјоделците не ја кријат загриженоста од фактот каква ќе биде оваа сезона. Ако продолжи трендот на зголемување на цените на дериватите, и земјоделските производи ќе мора да ги поскапат. Апелираа до владата да го активира така наречениот кризен фонд за земјоделските производители. Се случија големи турбуленции на берзите на нафта, природниот газ секако и дека сите репроматеријали за ѓубривата доаѓаат баш од тој регион. И очекуваме големи зголемувања на цените во малопродажба и како наш предлог тука би дале дека Федерацијата, државата, односно Министерството за шумарство и стопанство треба да превземе навреме конкретни мерки, како што, например, активирање на некој кризен фонд или интервентен фонд за да излезе во пресвет во набавката на тие репроматеријали, односно ѓубривата. Од владата уверуваат дека ја следат состојбата и ако е потребно ќе интервенираат на време. Што е важно во делот на цената на ѓубривата и на нафтените деривати, можам да кажам дека како министерство ги следиме состојбите секојдневно и да видиме во каков тек ќе се движат. Доколку има потреба, нормално како министерство ќе излеземе со конкретни мерки и предлози за санација на таквата состојба. Земјоделците, особено сточарите, се пожалија на министерот за ниската откупна цена на јагнето од само 260 денари за килограм жива мера. Побараа 300 денари како ликвидна граница за нивната работа. Трипуновски одговори дека и тука активно се следи состојбата и ако е потребно и тука ќе се интервенира. Кланиците понудија цена од 260 денари за откупено јагне од лице место, значи не донесено до кланица. Нормално таа цена варира од категоријата на јагнето кое што се предава. Не очекувам да се случат некои поголеми проблеми. Ако оваа цена нормално во текот на откупот со достигнување на шпицот кога се очекува веќе, мислам дека наредната недела сигурно можеби да има и некако подкревање на цените. Ова меѓу другото беше изнесено на денешното Генерално собрание на Националната федерација на фармери на Македонија.